Половични мерки за нови корона кластери. Вака граѓаните ги коментираат мерките на владата за заштита од коронавирусот во пресрет на новогодишните празници. Скратеното работно време на кафулињата и рестораните нема да го реши проблемот, велат граѓаните. Оти по затворањето на угостителските објекти, метажот се префрла во трговските центри и казината, чие работно време останува непроменето. Бараат од владата да носи одлуки во полза на здравјето, како што тоа го прават лидерите на европските земји, а не да се носат одлуки за спас на економијата. Требаше полициски час до 20 јануари, се слават сите празници и бројот на заболени ќе расте. По 20 луѓе одат на гости, преземете построги мерки. Што оваа држава ќе преземе за луѓето кои се враќаат од странство? Дали ќе барате задолжителен ПСР тест или карантина од 14 дена, како што има Србија, Хрватска, Грција, Германија? Не се презема ништо. Требаше полициски час до 20 јануари. Ке се собираат луѓе на малски огнови. Секаде и граници затворени со ПСР тест, тука Хотел Македонија. И докторите стравуваат оти групните собирања за време на празниците може да донесат нов посилен коронабран во јануари. И покрај тоа што секој ден во просек околу 30 семејства остануваат ужалени, сепак на некој им дошло до прослави. Тоа може да ги доведе во опасност не само бран да се случи генерално епидемиски, туку да ги доведе во опасност постарите членови на нивните семејства. Според светските статистики, Македонија и натаму е високо на црните коронабилтени. По бројот на смртни случаи на 1 милион жители, земјава го држи високото 6-то место во Европа, а 7-мо во светот. Зад нас се дури и државите каде вирусот однесе стотици илјади животи, како Бразил и САД. А Македонија се најде и пред соседните држави Албанија, Косово, Бугарија и Грција.